Следуваат на новите вести на Слободна ТВ. Од секторот за внатрешни работи Битола соопштија дека денеска и утре во градот ќе има посебен режим на сообраќај поради посетата на бугарската потпредседателка Илијана Јотова, но и поради утрешната посета на председателот Стево Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски по повод одбележувањето на 40 годишнината од постоењето на рек Битола. Јотова не доаѓа ниту заради денот на ослободувањето на Битола 4 ноември, ниту заради јубилеот на енергетскиот капацитет, соопшти МВР. Лидерот на ВМРО ДПМН денеска изјави дека посетата на потпредседателката на Бугарија Јотова на Битола е добродојдена, доколку е со честни намери. Не би сакал да верувам дека тоа е провокација, изјави председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Министерството за надворешни работи на Бугарија преку соопштение изрази загриженост дека со измените на законите за здруженија и фондации за политички партии во Македонија се ограничува правото на здружување на бугарите во земјава, бидејќи има едностранно толкување на историските факти. Станува збор за законските измени со кои се забранува користење имиња, прекари, псевдоними, кои се поврзани со фашизмот, нацизмот, геноцидот, Третиот рајх и така натаму за здруженија, фондации и политички партии во земјава, а кои беа изгласани пред 2 дена во собранието. Бугарија смета дека тоа што ќе биде потребно позитивно мислење од консултативно тело формирано во Министерството за правда за да може да се употреби некое име, презиме, прекар, псевдоним, кратенка или иницијали на историска личност, наметнува загриженост дека во интерпретацијата на историските личности и настани ќе биде доминантно официјално интерпретирање она што го има во Македонија. Софија замерува и на тоа што во законските измени не била вклучена и забраната на комунизмот. Понатаму, МНР на Бугарија оценува и дека ваков вид на законски измени го попречува ефективното и сеопфатно спроведување на договорот за добрососедство и порачува дека очекува властите во Македонија да гарантираат еднакви права и слободи за сите нејзини граѓани, вклучително и на бугарите. Реакцијата од Софија завршува со пораката дека правото на слободно здружување, мирно собирање, слобода на говор и слободата на уверување треба да им се гарантира на сите граѓани на државата. ЕБРД го сопрела кредитот што требаше да го земе Македонија за справување со енергетската криза во вредност од 100 билиони евра, бидејќи законот за негово одобрување предолго е блокиран во парламентот од страна на ВМРО ДПМН, а тие не сакаат да им стојат мртви средствата. Ваквата информација соопшти новиот министр за локална самоуправа Ристо Пенов. Според Пенов, со оваа одлука секој граѓанин е казнат практично со 500 евра, иако сите се жалат дека не можат да се справат со високите цени на енергијата. Во парламентот, како што знаете, заглавен закон за одобрување на кредитот од ЕБРД од 100 милиони евра со кој треба да се решава дисбалансот во енергетиката. Во четвртокот стигна информацијата на седница на влада дека ЕБРД ги повлекла средствата бидејќи не може повеќе да ги држи мртви, бидејќи не може повеќе да ги држи нефункционални, дека ние не пројавуваме интерес и не ги сакаме, па ги пренаменила за друга држава. И што правиме сега, изјави Пенов. 3 суштински регионални договори се потпишани вчера во Берлин во рамките на самитот на Берлинскиот процес, што ќе ја продлабочат соработката меѓу државите од Западен Балкан. Договорите потпишани од шефовите на влади на земјите од Западен Балкан имаат за цел регионална интеграција и слободно движење на граѓаните од регионот. Самитот на Берлинскиот процес што годинава се одржа во Берлин првпат по 8 години е со цел да се интензивира соработката и регионалната поврзаност меѓу 6 земји од регионот. Премиерите на Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора потпишаа 3 договори за слобода на движење со лична карта, за признавање на високообразовните квалификации и признавањето на професионалните квалификации за лекари, стоматолози и архитекти. Целта на Берлинскиот процес е зајакнување и унапредување на соработката помеѓу 6 земји од Западниот Балкан со подршка на Европската комисија во делот на реформските процеси, заеднички пазари, меѓусебно признавање на професионалните квалификации и слободно движење на луѓе и стоки со цел да се придонесе забрзан регионален економски раст и развој на регионот и негова интеграција во Европската унија. Иницијативата главно се фокусира на решавањето на билатералните и внатрешните проблеми во регионот и подобрувањето на економската соработка како основа на одржливиот развој на регионот. Следниот самит во рамки на Берлинскиот процес треба да се одржи следната година во Албанија.
Од полнек бензинот Евро Супер 95 поскапува за 2 денари по литар, а цената на другите горива останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена за Евро Супер 95 ќе изнесува 92,5 денари за литар. Евро Супер 98 и понатаму ќе се продава за 94,5 денари за литар, дизелот за 99, а екстра лесното масло за домаќинство за 93 денари за литар. Кинескиот лидер Си Џинпинг го предупреди рускиот претседател Владимир Путин да не користи нуклеарно оружје во Украина, а на германскиот канцелар Олаф Шолц, кој во посет на Пекинг, му порача да се заложи за мировни преговори. Предупредувањето на Си уследи еден месец откако Путин се закани дека ги штити руските територии со сите расположливи оружја. Ова не е првпат кинескиот претседател да изрази загриженост поради акциите на Путин во Украина, но сепак не го повика директно да ја повлече својата армија. Германскиот канцелар Олаф Шолц, кој е во посета на Кина, побара од кинескиот претседател Си Џинпинг да го искористи своето влијание врз Русија и Путин и да ја намали евентуалната нуклеарна опасност. Ги следевте најновите вести на Слободна ТВ.